А некогаш и 5 минути се доволни ако се постави вистинската тема. Наш гостин во овој дел на обштествена сцена, наречен во утрински брифинг, е господин Фатун Фазли од Министерството за култура, поточно шеф на кабинетот на министерот. Добро дојдовте утрински брифинг. Добро ви најдов, добро утро и поздрав до сите ваши гледачи. Напоменав неколку пати во текот на емисијата дека брзо се одвиваат работите во утрински брифинг. Оно што главно за кое што треба да зборуваме, какви се културните политики кои што ги предвидува министерот Исмаили, кои што ги предвидувате вие, а кои што ќе придонесат за сцена која што во Македонија ја нема? Значи, како што знаете, ние сме раководиме со овој сектор веќе негде 20 месеци. Од самиот почеток кога дојдовме, токму нашата цел и нашата визија беше да имаме култура за сите. Една од тие најглавните политики што сите ние треба да се залагаме и да се посветиме токму таа независна сцена на која што ние треба да му дадеме соодветниот простор за оние да имат каде да најдат поддршка и таа нивна идеја и креативност да ја покажат на сите граѓани на нашата држава. Баш за ова политика, мислам, ние како Министерство за култура имаме секоја година отвараме јавен повик за годишна програма за финансирање на проекти на други корисници. Тука спаѓаат здруженија и физички лица, сите уметници, сите креативни лица, сите што се бават со култура може да аплицират. За волја на вистината, ова година ме радува фактот што за прв пат имаме рекорден број на апликации. Имавме, тоест конкурсот заврши пред едно 10 дена се објави резултатите, значи имавме 6000 апликации, што ова не радува, што ова укажува дека во Министерството за култура има веќе доверба граѓани, физички лица и независната сцена да можат да аплицират и да добијат поддршка од Министерството за култура. Имаме негде 10 области кои ние ги опфаќаме. Токму за ова прашање што вие го поставивме, го имаме секторот или дејности интердисциплинарни, каде што можат независната сцена, сите овие мултимедијални проекти, интердисциплинарни проекти да аплицират и да добијат поддршка од Министерството за култура. Вистина е дека ова година ние баш за ова дејност баравме покачување на буџетот од Министерството за финансии, но за жал буџетот беше ист како лани и со 30 милиони денари толку можевме да уфатиме да поддржиме баш за оваа област. Господине Фазлиев, фалат идеи. Вие напоменавте дека не сте ни година и пол во Министерството за култура како нова постава. Меѓутоа, она што секогаш било недостаток на барем на овој сектор е дека фалат идеи. Не се секогаш парите клучни, кога е бидејќи уметноста нема цена. Кога мислам на сцена, кога мислам на култура, на настани, мислам на еден Берлин кој што и во текот на денот и во текот на ноќта, дали е лето, дали е зимо, дали е есен, е неважно, има отворени центри каде што независната сцена, независните уметници творат. Кај нас ги имаме објекти како сите амами во турската чаршија. Имаме јавни површини кои што се малтене неискористени и пак кога ќе се зборува за нив, се зборува за некакви административни документи, била под ингеренција на овој, била под ингеренција на оној. Јас чисто се сомневам дека има регистар на независни уметници во Македонија, односно Министерството за култура се грижи за да ги знае кои се оние уметници кои што творат надвор од рамките на она што е позната организација. Има некаква? Нема. Не. Значи вака ние имаме и сектор кој што се бави со самостојните уметници, на кои ние им помагаме секоја година со дотации. Мислам, имаме некоја бројка, но таа не е точната бројка. Пошто многу вистина е дека не целата јавност ја знае дека може да се аплицира и да бидат регистрирани во Министерството за култура за таа намена. Значи, има идеи, има и апликации и проекти. Во разлика од претходните години, јас мислам дека сме доста понапред од претходните години. Ние ова година токму во тој интердисциплинарен сектор, значи објавивме, дававме многу предност на мултидисциплинарни проекти или мултидисциплинарни сцени.
каде што може независен уметник да се отвори сцена и таа да биде јавна и транспарентна и да може секој уметник да си го искаже својот талент и креативитет на таа сцена. Исто така ние значи даваме предност на секој што ќе користи нашите национални установи, исто така нашите објекти што се под наша заштита, како што ги спомнавте Амамите, Сулијан, Капанан и други тоа се одлични простори каде постојано може да се действува од страна секој што аплицира има предност да одбере еден од тие проекти, да го реализира проектот таму, а во сето ова добива значи бесплатно користење на тој простор од Министерството за култура. Значи мислам дека има доста простор, има доста објекти што може да се користат за оваа намена. Вистина дека требаат малку повише идеи, повише креативност. Но сепак мислам дека идеме натака и има доста такви проекти што ова година ќе ги имаме. Веќе ако ја разгледувате листата, може слободно да влезете во интердисциплинарни проекти, минимум има 5-6 вакви проекти што со неделни и месечни денови ќе бидат поставени за јавноста во оваа држава. Добро, како ова зборувам и од искуство на мои пријатели кои што се навистина една голема бројка, голема сцена независни уметници кои што не аплицираат на конкурси со зададени теми, не аплицираат на зададени проекти, меѓутоа имаат идеја и им треба простор за кој што не ни бараат всушност финансиски средства, бараат само простор каде што би го изразиле она што го носат како уметност, а со тоа што пак би им се отвориле вратите секако тако нивните дела да ги погледнат не само домашната, туку и меѓународната јавност. И мене искрено од една страна ми пречи тоа што таквите простори во Македонија се зафатени со посебни настани, културни манифестации кои што мора да бидат организирани неколку дена однапред. Да, тие се супер, тие се сите убави, за волја на вистината се случува изминатава година многу повеќе отколку претходните 10-15 години. Меѓутоа еве ако некој млад независен уметник има идеја и сака да својата идеја да ја искористи преку Министерството за култура. Како може да ви се обрати и да му помогне? Многу искрено да ќе ви кажам, зборувам тука и во име на министар Тујсин Исмаили, секој што има ваква идеја и ваква иницијатива, слободно може да се обрати во Министерството за култура и сигурен да биде дека ќе најдеме позитивен одговор и решение за него. А ако најдена локална бирократија која што кажа? Значи, за институциите и објекти што се под наша надлежност, има простор и може да се помогне. Јас верувам и локалната власт е заинтересирана и има потреба од вакви идеи и вакви иницијативи. Така што не гледам дека ќе има некоја пречка за овие идеи да се реализираат. Ви благодарам многу што одвоивте време во утрински брифинг. Јас реков овде брзо се одвиваат работите, меѓутоа една од клучните работи е токму таа сцена која што неизмерно фали да се негува како некоја алтернативна уметност. Благодарам и на вас на поканата. Се гледаме сигурно во утрински брифинг